Членовите на судскиот совет наместо да се изјаснат што одлучиле за одговорноста на судијата Пајазит Пајазити, кој што со куќниот притвор му даде шанса на Блерим Рамадани да избега, тие си закажаа редовна седница на која точка на дневен ред е пензионирање на судија и престанок на мандат на нивен член. Јавноста уште инсистира на одговорност од судијата кој што без нови докази поранешниот припадник на УЧК од Шутка го смести во куќен притвор, а надлежните што треба да одлучат за неговата одговорност констатираа само фактичка состојба. Дел од правната фела зачудена како судиите и обвинителите не сносат никаква морална и професионална одговорност. Граѓаните гледаат дека дел од одлуките кои се носат буквално немаат допирна точка со законот и со правната логика, ни со човечката логика. Една од таквите е и одлуката во врска со куќниот притвор на човекот кој требаше да го екстрадираме во Србија. Не можете вие за толку тешко кривично дело да определите куќен притвор неколку дена по определување на притвор без никакви изменети околности, без никакви докази. А ако се донесе таква одлука и е очигледно дека постапува надвор од законот и нормалната здрава правна логика, тој треба да одговара за своето работење и за одлуката која донел. Не можат обвинителите и судиите да бидат заштитени мечки. Минатата недела членовите на судски го усвоија извештај за постапувањето на Пајазит Пајазити и утврдија фактичка состојба, односно дека тој при неизменети околности од затворски го смести Рамадани во куќен. Наместо да се бара ланецот одговорност на сите суди што одлучуваа за случајот Рамадани, освен за притворот и за екстрадицијата, па и кај ониот кривичен совет чија одлука некој му ја шепна на бегалецот, членовите на судскиот совет со оглед на распоредот на денешната седница се тераат по свое. Колку за подсетување, уапсениот Рамадани на 18 јули се согласил пред судијата Пајазити да биде екстрадиран по скратена постапка во Србија и се согласил да биде суден. Пајазити тогаш му определил притвор, но на 22 јули Рамадани поднел жалба преку својот адвокат во кој навел дека не го разбрал преведувачот кога зборувал за скратената постапка за екстрадиција. Според законот за меѓународна соработка, изјава за скратена постапка за екстрадиција не е отповиклива и не може да биде повлечена, па од тука Рамадани немал право да се премисли. Сепак судијата Пајазити го прифатил премислувањето и згора на тоа, иако немало изменети околности и се уште постоела опасноста од бегство, на Рамадани му определил куќен притвор и тоа да го издржува кај роднини. На последната седница на судски, ништо од тоа не беше дискутирано. Не стана збор ниту за тројцата колеги на Пајазити кои според одлуката на Врховен одлучиле незаконито при неопределувањето екстрадиција на Рамадани. Освен бурни реакции кај домашната јавност која чека одговорност од судиите, официјален Белград побара одговори од државните органи, како Рамадани баран преку Интерпол од куќен успеа да избега за Косово.